Почитувани гледачи, добар ден, краток преглед на вестите во 15. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски има најголема доверба кај граѓаните од 25,3% покажува последната анкета на МКДМК. Далеку зад него се Али Ахмети и Венко Филипче со 6,3, односно 4,8% доверба. 22,9% од анкетираните се определиле дека нивен фаворит на изборите ќе биде ВМРО-ДПМН, а за СДСМ би гласале само 5,9%. 2/3 од анкетираните би излегле на гласање. ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски уживаат најголема доверба кај граѓаните, покажа последното истражување на МКДМК за рейтинзите на политичките партии и нивните лидери. Според резултатите, 25,3% од анкетираните изјавиле дека најголема доверба имаат во лидерот на ВМРО-ДПМН и Мицкоски. Значително помал рейтинг има лидерот на ДУИ, Али Ахмети, од 6,3%, кој е на второто место. Со 4,8% доверба на третата позиција се наоѓа првиот човек на СДСМ Филипче. Најголем дел од испитаниците, над 41%, рекле дека нема доверба во ниту еден лидер на политичка партија. За тоа за која партија ќе гласаат, 22,9% одговориле ВМРО-ДПМН, а за СДСМ се определиле 5,9%. Околу 40% од испитаниците се уште не одлучиле за која партија би гласале, или не сакаат да откријат, или се уште не одлучиле дали ќе излезат на гласање. На прашањето, според вас, која опција ќе победи на локалните избори во вашата општина? 43,4% изјавиле дека очекуваат победа на владеачката коалиција, додека 16,8% веруваат дека победник ќе биде опозицијата. Истражувањето покажува висок процент на можна излезност за предстојните локални избори. 64,3% од испитаниците изјавиле дека сигурно ќе гласаат, околу 23% се уште не одлучиле, а 12,6% нема да излезат на избори. Анкетата за МКДМК ја спроведе агенцијата Market Vision, телефонски од 9 до 21 септември, врз репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во меѓувреме од партиски настани пораки испратија и лидерот на ВМРО-ДПМН и председателот на СДСМ. Покрај меѓусебните обвинувања за состојбите во земја, двајцата си упатија пораки за предлог резолуцијата на СДСМ за македонските црвени линии. Мицкоски праша за кого и за чии цели одработува Филипче со таков документ. Филипче пак обвинува дека одбиле еден од најпатриотските документи кој што бил виден на нашата политичка сцена. Нашите противници повторно се обидуваат со трикови и празни декларации да го измамат народот. Најавуваат некакви црвени линии за Бугарија, но во суштина знаеме што вредат и колку траат нивните декларации. Но на што уште не можам да разбераме на кого му праќаат сигнал, на кого се заложници. До кога ќе трае нивниот аранжман? Народот не е наивен, народот добро ги памети. Ги паметиме сите нивни изјави од минатото, нивните предавства, нивните лаги. И токму затоа, овој пат ќе има голема казна, уште поголема казна на овие избори споредено со претходните. Ова е еден од најпатриотските документи кој што бил понуден на оваа политичка сцена изминатите повеќе децении, поради тоа што отвара простор и врата да се конечно постигне национален консензус за нашите црвени линии. Зашто ние утре нема да преговараме со Европската унија доколку се постави такво прашање? Тоа од што луѓето стравуваат во иднина. И тоа е се јазикот, идентитетот, културата и историјата. Искрено сметам дека ќе се надминат во следниот период за време на кампањата себе си сите политички партии, вклучувајќи ги ВМРО-ДПМН, дека ако ништо друго, ќе најдат сила и ќе седнат на маса да дискутираме за овој документ. Социјалистичката партија на Македонија предложената резолуција на СДСМ за дефинирање на државничките државни и национални позиции смета како неуспешен обид да се сокрие вината за прекинот на преговорите и за предавството кое оваа политичка партија го направи.
Со предложениот текст СДС ја прифаќа империјалната политика на Бугарија кон Македонија и бара да легитимност за нелегитимните одлуки за кои бившата власт на СДС и ДУИ немаше мандат да преговара. Ги договори и ги подпиша актите спротивно на интересите на државата и македонскиот народ. СПМ не ги прифаќа штетните договори, протоколи и записници. Социјалистичката партија оценува дека предложениот текст од СДС наречен резолуција треба да се отфрли и да се бара извинување од предлагачот за предавничката политика која има долгорочни сериозни последици за државата и народот во Македонија, се вели во реакцијата на СПМ. Казнувањето почнува од денес, но граѓаните со стари навики, мобилен телефон и слушалки, поминуваат пешачки премини и возат тротинети и велосипеди. Па јас мислам дека тоа е супер закон, кој што секој треба да го применува. Сметате ли дека со овие нови закони ќе се промени безбедноста? Па да, и тоа многу. Според мене ќе биде тоа чудо за 3 дена. Секој закон што е до сега донесен, ако нема кој да го реализира во пракса, нема да издржи. Одлична мерка, така може да се спаси нека, не дај Боже, сообраќајна несреќа. Сметате дека граѓаните ќе го почитуваат законот? Па не баш. Во ред е тоа. Само треба колите прво да не зборат на телефон и потоа пешаци. Хероите никогаш не умираат, тие живеат вечно, имаат само датум на раѓање, порачаа колегите на полицискиот службеник Тоше Тодоровски, кој загина во пожарот во кочанската дискотека Пулс. Во дворот на полициската станица во Пробиштив, во присуство на семејството на загинатиот полицаец, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и други полициски функционери, Тошковски порача дека министерството ќе продолжи да стои покрај семејствата на загинатите. По бурните реакции во јавноста и барањето одговорност за институционалните пропусти, МВР соопшти дека 11 полициски службеници од СВР Велес добиле дисциплински пријави, но не може вината да се сведува само на 11 полицајци, велат од СДСМ. На толку многу пропусти, каде се началниците и командирите? Каде се функционерите? Зошто тие се заштитени? Каде е нивната одговорност? Сите што направиле пропусти во случајот на Росица мора да одговараат до највисокиот раководител и секако политичка одговорност од Тошковски. Јавното обвинителство мора итно да отвори истрага за сите инволвирани. Мора да се истражи секој пропуст, секој непостапување, секоја одлука што придонела една жена да биде оставена сама на милост и немилост на насилник. Алармантна станува состојбата со недостиг од медицински сестри во здравствениот систем. И покрај недостигот, голем дел од кадарот нема решен работен статус, па заминува во странство. Овој проблем има големи последици врз функционирањето на целиот здравствен систем. Во ваква ситуација кога имаме недоволен број, па на тие кои што се во болниците со статус договор на дело и со непризнаено образование, едноставно ви им давате ветер во грб да си заминат. Значи тие не заминуваат само заради тоа што имаат недостаток во личните доходи. Имавме неколку покачувања на платите, имаат додатоци кои што, ајде да кажеме, се подместени од точката од која што се. Меѓутоа здравата работна околина не ја чинат само финансиите. Тука е признавањето на професијата, препознавањето, безбедноста во работата, кариерниот развој, многу важен за медицински сестри. Не може една медицинска сестра да се вработи како медицинска сестра и да замине во пензија како оделенска. Имаме мултидисциплинарен пристап, имаме се повеќе коморбидитети, за жал ни старее населението. Европа без граници не оцели во сите сегменти, па и во нашата професија. Начинот за да се задржи персоналот овде е да се направи една здрава работна околина. Здравата работна околина има многу нешта кои што во моментот треба да се постават на место за медицинските сестри. Знаете како, ние зар би требало да искочиме на улица и да ги побараме правата како медицински сестри? Што би било тогаш со пациентите? Како ќе ги оставиме пациентите во болниците? Нашата професија не дозволува на таков начин да ги бараме правата и да покажеме колку тоа многу ни е тешко во болниците и колку со гореа медицинските сестри. А екологистите бараат крај на палењето стрништа и пластика и воведување системски решенија. Наместо палење на стрништа, потребно е заорување на стрништа. Со тоа ќе подобриме структурата на почвата, квалитетот на почвата и ќе ги оставиме микроорганизмите, корисната микрофлора, значи во почвата, за да делува и да добиеме поквалитетни и поздрави производи. Треба да се изгради систем каде ќе се прибираат пластичните фолии, ќе се селектираат и најдобро е да вршиме рециклажа на исте, за да може да добиеме регранулат
и да произведуваме после пак некои пластични кеси. Се гледаме повторно во 16 часот. До тогаш пријатно.